Почитувани, ако нешто итно не се преземе, Република Македонија ја очекува сосема неизвестна енергетска иднина. Целосно сме зависни од увоз на нафта и газ и околу 30% од потребите од електрична енергија се увезуваат. Во изминатите 10 години за увоз на електрична енергија се потрошени повеќе од 800 милиони евра. Ваков увоз на електрична енергија не може уште долго да се издржи. За стабилна и сигурна енергетска иднина на Македонија, новата влада на СДСМ ќе ги преземе следните главни активности. Ќе отпочне инвестициски циклус во производството на електрична енергија со следните проекти. Изградба на нова гасна електрана Тето Куманово со производство на околу 24% од сегашните потреби на Македонија од електрична енергија. Изградба на нова термоелектрана ТЕЦ Неготино со јаглен како погонско гориво и со годишно производство на околу 24% од сегашните потреби на Македонија од електрична енергија. Изградба на хидроелектраните Чебрен и Галиште, но со реални параметри и како домашен проект со доминантно учество на државата и со странски кредити. Изградба на оние хидроелектрани во проектот Вардарска долина за кои не е потребно поместување на меѓународната пруга Скопје-Солун. Изградба на нова хидроелектрана Бошков мост како домашна инвестиција на АД Елен. Вклучување на Македонија во проектот за изградба на гасоводот Јужен ток. Изградба на магистрален гасовод Петрич-Струмица. Новата влада на СДСМ ќе предложи прописи што ќе овозможат секој што претрпел штета затоа што не му е испорачана електрична енергија со соодветен квалитет да може да биде обештетен. Државата да покрие дел од трошоците на оние што вложуваат во енергетска ефикасност, односно заштита на енергија. Приходите од енергетскиот сектор да бидат повторно вложувани во енергетскиот сектор, а не користени за други цели. Да се формира независна лабораторија за нафтени деривати што ќе врши надзор и контрола на квалитетот на горивата што се употребуваат. СДСМ ќе донесе посебен закон за социјална заштита од енергетска сиромаштија со кој ќе бидат опфатени домаќинствата што добиваат постојана социјална парична помош, домаќинствата во кои нема ниту еден вработен, домаќинствата што имаат невработено лице корисник на паричен надоместок од Агенцијата за вработување и домаќинствата со повеќе од 2 члена во кои има еден пензионер што добива минимална пензија или еден вработен со минимална плата. На домаќинствата кои ги исполнуваат критериумите за социјална заштита од енергетска сиромаштија ќе им се покриваат трошоците за потрошувачка на електрична енергија од 300 киловат часа, што представува потрошувачка на електрична енергија што ги задоволува основните човекови потреби.